Во Штип во континуитет се врши реконструкција и асфалтирање на повеќе значајни сообраќајници. Денеска започна асфалтирањето на улицата Славчо Стојменски од крстосницата со Христијан Карпош до основното училиште Гоце Делчев. Та улица беше доста уништена, но мора да кажем дека овде работиме темелно. ЈП Исар ги заврши сите оние други инфраструктурни објекти, водовод и канализација, и мислам дека нема да има веќе прекупување. Паралелно со тоа се доасфалтира улицата Вита Пеперданова денеска. Вчера завршиме Джемал Биедич. Наскоро почнува асфалтирањето на Сремски фронт. Радански пат ќе почне најверојатно во текот на утрешниот ден асфалтирањето, и тоа од делот на Палестина до Черења, но ќе се асфалтира и Радански пат, целата улица Радански пат. Мора да кажам дека тендерот заврши и за улицата Каваклија. Тоа улицата, значи, од паркот Бриони па се до последните куќи во деснаците. Значи, денове ќе почне со асфалтирање на оваа улица. Ќе го асфалтираме делот од улицата Карл Маркс и Борис Кидриш, тоа е платото на новата пошта. Но тоа не е се. Тендерски постапки течат во овој момент за улицата Лески, за улица Доктор Слободан Јовановски, за улицата Булевар Јена, за дел од Маршал Тито кај градинката Вераци Ривери Трена према наслов Балеваци. Завршен тендерот и за Христијан Карпош, тој што го работи сега ЈП Исар, до крајот на месецот ќе биде асфалтирана и таа улица. И тендерска постапка ни заврши за железничка. Парите за оваа намена се обезбедени од државата, но поголем дел се од општинската каса. Обезбедени се со штедливо и рационално работење, нагласува Захариев. Покрај ова, преку Агенцијата за државни патишта во план е асфалтирање на кружниот тек до кампус 4, со тоа што општината ќе има обврска да го изработи тротоарското решение до споменатиот кампус, а ќе ја асфалтира и улицата Брегалничка од кампус 4 до Чардаклија, како и улиците во Балканска. Во наредните 2 години, според најавите на градоначалникот, ќе бидат асфалтирани над 40 километри улици. Практично нема да остане ниту една улица која нема да биде послана со асфалт.